Здраво живо, добре дојде. Добре дојде. Спремни ли сте, момци? Спремни си. Како се допаѓа? Па фино е да ти кажам. Со зеленило позади, швером Да. И па Урстикана сега отвара денеска. Денеска сме понеделник иначе. Малце имаат гужва, луѓе сакаат да се вратат, им фалат бургерите нормално. И мене ми фалат еве сега. Па што нема да си каснеме, нели јове? Друже, тале сам го шнелца Шецидов. Добра работа си завршил. Да, топ. Слушај, имам едно зидче позади куќа. Да дојдеш да ми средиш некој викенд. Не е проблема ако имаш пари. Ова беше последната капка вода пред да ја почнеме и официјално оваа епизода. По кратката пауза на почеток на годината за да се консолидираме, за да добиеме малку повеќе енергија за остатокот од оваа втора сезона. Еве се враќаме со нова епизода и со нови муабети и нормално со нова можност да ви го поставам прашањето. Момци, како сте? Јас сум прв за одговарање. Тоа како нов на панелот. Да, ти благодарам за можноста да учествувам во панелот. А Владче, те чекаме да се врати што побрзо за секој да си седне на своето место, јас да се вратам во Јове прашува фудбалот и да нешто да кажеш тука за фудбал. Така да јас ке зборувам денес за шах. Одлично периодов, да, за новогодишните празници го поминав одлично, изиграв многу партии шах и сега веќе не играм директно партии шахови, него играм турнири. Многу интересно. Процентуално вака како ти оди победи порази? Најдобар успех ми е дека освоив 9-то место на некој турнир, што е окей, играм 3 минутни партии. Као брза шах. Добро, се дешава брз шах. Да, брз шах. Ха, као секс. 3 минути. Премија, брат. Со се пијачка дори Те мола. 2 шатчиња идеме, вршиме работа и се враќаме. За 3 минути сметката е платена. Пола цигара е запалена веќе. Не Ама знам дали кај тебе подеднакво брзо се случуваат работите? Вакви прашања. Па поприлично беа бавни да ти кажам последниве 2 недели откако престанавме со снимање. Некако така, празнично, дома, јади, пи многу малце, ама претежно беше од кревет на маса, од маса у кревет и пак за секс волиме, значи. Да, поприлично се сјебав да ти кажам право, онака веќе не можам да дишам. И да, тоа беше околу празниците, генерално се изоморив и физички премногу мислам, дури и ментално премногу се одморив, што ми фали нешто онака се вратиме да почнеме со снимање. Па, делувате одморени, освежени, вака гледам, витаминичка фатено, одлично, ми се свиѓа тоа. Владко, го чекаме, нели, да се врати, сега само ќе му испратиме поздрав до каде и да е, не знам, некоја 24-та држава шета во од година од како почна, мислам. Знаевме дека лани некои стотина пројде. Во северо-западна Европа. Па добро, таму му се омилените, знаеш. Полска 2 пати, Украина 2 пати, 4 патувања, так. Не, тоа ти е road trip on budget. Ефтинко е, јеби го. Со батко ми шетаме по Европа, тоа баш убаво. Едини човек што бил 3 пати концентрационен логор да посети. На ниједна слика не е насмејана, ако си го приметил таму околу Аушвиц. Сочувствува, да. О, морате монтаж. Се надевам дека ќе одат сега на ревија слики од него на екран да се изредат. И тој се надевам дека ќе се одмори, ќе ни собере некое екстра искуство од таму, ќе се врати со некои нови поинтересни муавети од овие што ги имаме тука на панелов. Тешка работа. Поинтересни муавети од панелов. Да. Па добро, каде се падна паричката, исто интересен муавет, ќе го рекнеме. Парето те молам, бидејќи без парето, хаштаг парето. И дали се нели крши на 7 или на 13, имаше дилеми периодов, ама ги преживеа. Поделена е публиката. Поделена е, публиката. Ние нешто грешно правиме, мислам на 6 крши. Кој тоа вие?
Нашето племе. Радишанци. Ние знаеш дека се собираме на сред село Радишани. Голем леп се меси и голем не хвати, знаеш. И повеќе парички застават пашовично тепачки има која е една сваѓачка. Да не се налутат. Од трети влез барем 3 парички заставаат за прво. Така. Ама не може цело време едни исти. Па не може, ама сега, знаеш, обично си застануваме секој од своја страна, се подава лепчето, кај кој се падне. Сега е интересна тема, не знам како ќе ни излезе емисијата за Охрид, дека за водици тие стално одвараш дека го зимаат. Се собираат си ги те баси. Многу масовни биле такви, масивни заебани големи луѓе. Едно 20 души се собирали, ги тепали и они го зимаат стално крстот, па ше јака фора, пошто таму идат по куќа и собираат, не знам, милијадници еври, више као бизнис. Па тоа е веќе тактика. Па брат, Да, тепаш да. 2 дена пред да скокат, ги тепаш сите 2 дена предходно. После тоа они не можат автоматски да скокат, пошто се повредени. Си го фаќаш крстот и за 3 дена Нешто работа, како после тоа Касимиро, како Касимиро во Реал. Така не, После тоа степај го си пред собереш одборот. доволно пари, се претраш цела година. Бомбон. Нема да е поевтино само да се подкупи попот? Или не? Па, тај тоа, ама А зашто не, да го таму на подкупиш? далина го фрла, нема тука у Охрид е заебанција пошто плива, ту у Вардар може да му кажеш полево Да, подесно, да, нема да, како што ваму го метнува таму силно далеко. пливање, треба да истепаш тие што се добри пливачи. Скажеш некоја рака. Следната епизода цела ќе биде посветена на водици. А во меѓувреме, одиме да видиме што се твита и што беше актуелно во онлайн сферата, додека не немаше. Епа, што ни кажуваше плавото пиле додека паузиравме ние, додека одмаравме, јадевме, како кажавте? Што Ние го додека правиме? одмаравме, плавото пиле се растури од твиткање, пошто сите некако беа дома за празнициве и можеше буквално на секоја секунда да излегуваат по 20-30 твита. Пошто сите беа некако ставени на Твитер. И Еден твит прилично ми ја објасни цела онака празнична ситуација се околу нова година, сето тоа работите нели што се важни во животот, ово и видал имаше така на Твитер стаено слика со Фијатот. Фиат Типо, цирка 92 нешто така. И Малце. најпреубава боја. Морам да признам. Да, боја да. е онака. Тоа е малце пимпувано, чепкана е малце, Да, средувано. се Средувано гледа, е. се гледа и сето тоа под летниковец преубаво изгледа. Мислам, Одлично. Мислам дека тука лево негде бил и Бадниковиот огин. Не ме ваќе за збор, ама таква ми е сцената некако. Баш чудно, а има стил човекот. цело време тира исти три фризури, Тоа нешто. Шишено остро, бе. Чекај, бе, да те повредиш некој со И косата. однесувањето му е, мислам, многу джентлменски и културен, но не ми се велува вака дека Втора ама ето. минута жут. Така го викаат низ дома. Да. Потоа имаме, да, следен твит, Андреа Нана, заедно со Самуел Ето. Да, тој се Сликани. врати на фудбалските терени. Ето го пречека официјално сега, нели го отворија Афричкиот куп на нации со победа, 2:1 против Буркина Фасо. Онана изгледаше малку закржлавен. Се гледа дека нема брането некои 8 месеци, 10 месеци како му доаѓаат, меѓутоа ете, темпира форма. Многу интересно случување. Имаме навест од македонскиот фудбал. Така? Човек кој што го зборувавме и во изминатите неколку епизоди, Александар Васовски конечно си ја доби шансата да менаџира надвор од Македонија. Ја напушти екипата на Академија Пандев со благослов од Горан Пандев дека нели ова му е голем чекор во кариерата. Отиде да го менаџира ФК Сараево, каде што веќе го имаме Крсте Велковски, каде што многу веројатно ќе му се придружи некогашниот капитен на Вардар Даниел Аврамовски, така што голем чекор за кариерата на Васовски, му посакуваме многу среќа и се надеваме дека ова е почеток на некоја силна европска кариера. Да, уште подобра кариера. Добро, следното, ова е веста дека Столе Димитриевски заврши со Рајо и дека направил трансфер во Барселона. Насловот е на екипа.мк Не е направен. и Да внимаваме што зборуваме. Да, До моментов али- не е направен, и го- додека да излезе епизодата може. Работа беше дека уствари трансферов е као деме готово, преминал и почна сите се запалија, почна кромит вести на сите страни, дека готово завршена трансферот, Столе Димитриевски играч на Барселона, а никаде во шпанските медиуми, во
оние кои што го следат шпанскиот фудбал, буквално никој не беше објавено дека постои можност за таков трансфер уопште. Трансферот би се Добре, реализирал. пуштил 150 евра на екипа да го вратат актуелен да е со темата и тоа е тоа, ајде. Ти посакуваме да се читнеш таму у Барса, ајде, гази. И ние да се фалиме. Ќе земеме трес од тебе, па ништо друго. Сигурно. Ќе го поддржиме клубот. Сигурно. Одраје валја Канада. Што да не. Ми дава до знаење дека нешто се случува во Барселона, нешто што е споено и со, нели, еден твит кој што го видов. Кутиньо оди во Астон Вила, намалува плата, нешто се случува, чекај малку и сега замисли да си во кома, пред 5 години да си паднал во кома и сега ги читаш овие вести и комплетно ништо не ти е јасно што се случува во светот. Трендов ќе продолжи по се изгледа. На Барселона барање на, како да речеме, англиски кажано баргенс или добри сделки, ефтини сделки. Се сведува на ферплејот, финансискиот ферплеј и проблемите кои што ги наметна ковидот со тоа што се намалија, нели, да примањата на клубовите, на некои клубови кои што беа лошо менаџирани. Платите останаа исти и сега Барселона мораше да рачисти многу договори, меѓу кои беше еден од тие Кутиньо, кој што замина во Астон Вила и 75% од платата му исплаќа Астон Вила, 65%, а 35% кој што требаше да му ги исплати Барселона, на Кутиньо он се откажа од тие пари уствари. И исто така се случи, не знам дали видовте, обнова на договорот имаше на Умтити. Се враќа сега во англиско, реално, Кутиньо и мислам имаше потенцијално беше и Тотенхем ко потенцијална дестинација, за малце ќе ја засилеше вас. Па добри играчи, зашто да не... Мислам дека не е нивни тип на трансфер, ама како што сега е, нели, од таа страна што Барселона е внимателна како менаџира со трансферите, мислам дека од истата причина и Тотенхем е внимателен, што не води до темата на оваа епизода, која што ќе да знаете во темата од оваа епизода. За неколку секунди. Како што напоменавме во случајот со Кутиньо и со Барселона, неколку клубови во европскиот фудбал веќе се соочуваат со сериозни финансиски кризи и наоѓаат, односно бараат начини да се ослободат од играчи, да се вратат назад на добра патека за да може, нели, некако клубот да продолжи да функционира на највисоко ниво. Иако најголема причина за оваа мини финансиска криза што ја имаат европските клубови може да го посочиме ковидот, сепак нели, и нерезонското, нерационалното работење, трошење на одредени клубови ги прави да многу почесто можат да се најдат во таква ситуација и многу поранливи да се во таква една ситуација. Па пошто го почнавме муабетот со Кутиньо и со потенцијалното доаѓање на Столе Димитриевски во Барселона, ќе почнеме од Паталец, нели? Прашај Паталец ако не знаеш како. Зошто одредени клубови се во финансиска криза? Ако сакаш зборуваме за Барселона, Тале? Ќе зборувам општо. Општо? Ќе го кажам мојот став. Ајде. Мојот став е, моето мислење е дека постојат две причини. Тоест три причини. Зашто некои клубови се во финансиска криза. Првото е лошо раководство. Тоа е факт. Второто е нели ковидот, нормално. Ковидот предизвика ја предизвика третата причина, а тоа е дека тие клубови го сведуваа финансискиот план на идни на предикции за иднината, далечна иднина, и на база на тоа ги правеа и договорите. И мислам дека тие клубови кои што работеа на тој принцип, кои што работеа на идни можни ситуации и дека што се подпираа на тоа дека и понатаму ќе генерираат се повеќе и повеќе кеш, се оние кои што најаќе настрадаа во изминативе 2 до 3 години, и тоа се тие клубови кои што сега се борат со новонастаната ситуација. И овде Барселона ја даваме како
некој негативен пример да кажеме или добар пример за тоа што значи финансиска криза. Од кој аспект сакаш гледај го. Добар пример за клуб кој што добро раководи со финансиите, кој што мислиш дека би бил сигурен во вакви потенцијални финансиски кризи, во лоши ситуации. Проблемот кај Барселона, ако гледаме само од финансиски аспект, тоа како да влегуваат во еден круг на оној, како го викаат, за магепсан круг на сиромаштија, каде што покрај тоа што немаат доволно приходи од присуството на играчи на публиката на терените, едно време нели немаше и преноси, па еве поштаа преноси, ТВ прават и така натаму, меѓутоа еден огромен дел им доаѓаше на нив и од дресовите. И сега моментално кога ќе си отидат голем број на звезди кои што јас немам увид сега точно за да кажам, меѓутоа сигурно нема да купиш ти од омладинец кој што прв пат игра во Барселона дрес, така, или ќе ти треба барем на 5 години за публиката да изгради некој однос со него, па за да може да купува дресови, да не споредувам од аспект на Меси колку ќе купува дресови, Неймар, Суарес како игра овако, и сето тоа им влијае како они како секоја година за година како да си ги кратеа тие онака приходи и се доведоа до овој некој степен. Од друга страна пак имаш клубови кои што имаат неверојатно многу пари, па ги притиска финансискиот ферплеј. Ми се допаѓа дека двајцата размислувавте во истата насока, дека еден од клубовите кои што направи многу погрешни проценки во изминативе години, особено кога се работи за финансиски план, нели? Под она добро менаџирање кое што го спомна Хамба, нели, имање на добро раководство, бидување совесен со финансиите и со на што се прави, клучната работа, од она што го гледаме од добрите примери во фудбалот, Реал Мадрид да речеме, Бајер Минхен особено, Челси, Ајакс, Челси, Борусија Дортмунд, купување на повратна инвестиција. Најважната работа во финансискиот дел од фудбалот. Значи, Борусија Дортмунд, кога го носи Джуд Белингам, не го носи само за да биде prvотимец, туку го носи како повратна инвестиција, кога вели, окей, не е проблем сега да го платам 18 милиони, затоа што тој во моментот кога ќе го облече дресот на Борусија Дортмунд вреди 30. Нешто што направи Милан со Тео Хернандес, им се отвори шансата да го купат за само 20 милиони евра. И тоа беше дефинитивно, да, ќе ги даеме тие 20, бидејќи во Милан во тој момент го имаше само тој буџет, ги одвои за Тео Хернандес. Тео Хернандес сега има вредност од 75 милиони на трансфер пазарот. Со тоа што, извини што ќе те прекинам, овие клубови како што е тебе, Борусија Дортмунд, па дури и Милан, претходно, мислам, се шампионска екипа, нема тука збор, меѓутоа не им тежеше тегот дека мора да освам Лига на шампиони. Јувентус, па и Барселона и еве сега ПСЖ, кога идат и кога купуваат, мора да купам Кристијано Роналдо или мора да го земам Меси, мислам дека си ставаат некој, па би рекол олин, некој коцкарски потек дека ќе освам Лига на шампиони и за тоа ќе ги давам сите пари, се што можам да го направам, и кога тоа нема да успее, нормално губиш олине, или добиваш или губиш се, и ме као некој вид коцка. Подобар е, нели, градацијски да го градиш тој. Убаво се снаоѓа Манчестер Сити, каде што они рекоа да, сакаме Лига на шампиони, секако му стои на пеп, ама они не отидоа реконструкција целосна да направат или да го распаѓаат, него си газат едно 4-5 години, знаат дека неминовно ќе дојде. Да речам, се почесто почна да го сваќаат моментот на што е она што ја прелива чашата. Значи, веќе клубови како Манчестер Сити, како Бајер Минхен, особено Тотенхем, на Јове одличен пример веќе со години за финансиска одговорност. Домакинско. Платежна структура во која што најголемите пари ги заработуваат двајца или тројца играчи од составот и се знае кој е таванот на платата, па под нив доаѓаат некои 7-8 играчи кои што знаеш дека се дел од првиот тим, кои што се важни, кои што ќе придонесуваат во наредни години, кои што добиваат, да речеме, 70% од најголемата плата, и потоа сите играчи кои што се ротација и останато, се играчи кои што се на плати можеби кои што би ги заработувале, а можеби ако истите играчи отидат во други клубови ќе заработуваат поголеми плати, но се решаваат да играат таму заради успеси. Ама изненади Реал. Не знам дали вие бевте изненадени, поради тоа што Реал исто така има огромно да говори. Исто имаше така играчи,
али така гладко го помина, се уште Мислам имаат пари. дека сличното како што го кажа Киле, дека и во Реал се двајца или тројца фудбалери со по 300 и кусури илјади. Платежната структура е клучна. Да, Како во Сити, и токму тоа беше проблемот, зашто многу од луѓето не веруваат дека Мбапе и како се вика и Халанд дека ќе отидат и двајцата наредно лето во Реал, затоа што не може да нема кој да се ослободи уште еден фудбалер, еден ќе се ослободи, не знам кој беше Бел, дека да, ќе го завршил ослободат, ама за уште еден нема. И Хазард сега- мислам дека ќе оддават. Беше муабетот дека Халанд би играл за нешто пониска плата 100.000 и не знам, ама не знам дали ќе прифати. Да. Што научивме од главната тема? Научивме дека одредени клубови кои што не знаеат како да бидат одговорни, сега се во финансиска криза. Научивме дека е од примери како Барселона и како Атлетико Мадрид, кои што веќе почнаа да продаваат. Научивме дека веќе почнуваат клубовите полека да бидат креативни со начините на кои што ќе си ги намалат своите финансиски долгови. И научивме дека веројатно слободните агенти ќе бидат и наредно лето. Па се научија клубовите дека кога што почна тој тренд на Јувентус пред 10 години, дека многу е полесно да стапиш во контакт со агентот на играчот на кој што за 2 години треба да му истече договорот, па после тоа да си направиш некаков преддоговор, може би појма нема, и да си го земеш за фри, со тоа и агентот ќе си добија поголема сума, а играчот добива повеќе поголема плата. И сега веќе сите го видат тоа и се повеќе играчи стават да им истече договорот, си замине за фри, со тоа што наместо клубот да исплати пари за клубот каде што е договорот, он фактички си добива многу повеќе поголема плата, има повеќе за менаџерот, а во последно време и татковците многу се збогатуваат. Кој што можеме да видиме. Фамилиарно Да. да се врти парата. Јове, твојов клуб, како што гледам дека ќе продава многу повеќе, некако не си расположен многу за Тотенхем да ни зборуваш ништо трансфери ин. Да, овако, да, повеќе сум расположен за други, повторно ќе се вратам на тоа, и ќе ја кажам таа дека мислам дека можеби клубовите се подготвуваат, и таа теза сакам да нафрлам, за дека се подготвуваат дека ковидов нема да трае за секојаш, дека ќе се тргне и дека она што ме плаши е дека откако ќе се тргне, откако ќе почнат фановите да се враќаат, Барса да се враќаат, туристите што го спомнавме и да им се полни стадионот по 120.000 или колку и да име, дека повторно ќе се вратат на business as usual и пари и неодговорно трошење. Ама се надевам дека ќе излечат некоја поука и дека поодговорно ќе го тераат. Последно прашање имам за тебе и ја затвараме главната тема. Имаш ли гости? Имам еден интересен гостин и ќе видите дека ќе бидат навистина интересни. Добро. Ја оставаме камерата на Јове. Вие бидете така, се враќаме за кратко. Добро вечер, добре дојавте во уште една епизода на Јове прашува фудбал. Вечерава со мене е Антонио. Добре ден, Антонио. Добро те најдов, Јове. Многу ми е мило тука што сум сега. Антонио, инаку, не знам дали знаете, е лицето позади камерите и човекот што ни ги монтира епизодите. И како поранешен пропаднат јутјубер стигна до тоа ниво да едноставно ни ги монтира епизодите. Како стигнавме до ова, Антонио? Држе, ова е многу долга приказна, за да ја кажувам. Ме удра со таа информација што ми е... Тоест не е информација, уствари е факт. Добри, Барселона правила, нели сепак тоа се низа на серија на неколку лоши одлуки, веројатно што те доведе до ова, меѓутоа никој не те осудува, јас сум среќен што ти имаме, морам да Види, нема пари сам кој ќе снимаш, видиш. сум приметен. Има приметен. Слушај, ако некогаш правиш овакво повторно ако станеш јутјубер, јас би те снимал и ќе ги монтирам видео. Може да го? Може, тоа дил, тоа Сега прекрасно. да се вратиме нели на работите што живот значат. Фудбалот. Ај, кај ме погоди се. Не знам дали знаете, меѓутоа од YouTube светот и оние што се познати јутјубери кај нас, Антонио е човек кој што знае најмалце фудбал. Најмногу. Најмногу. Да. Сепак мене ми беа гости во емисија Кики, мислам знаеше фудбал. Иван, да не зборуваме, кажа неколку информации, знаеше Интер да ги каже во муабет Јувентус. Дали би можел да ми наброиш 5 клуба од Англија? Англија. Да.
Време сега. Знаеш што? 5. Не чекај да те одбројувам. Ќе ти кажам одма за кој клуб навивав пред 10 години. Пред да Оти станеш- само еден знае. Пред да станеш познат јутюбер. Само Милан го знае. Добра, мило. А брат му го знае. Ристо! Ристо! Ристо бомбата. Одлично, па и Кире најве за Милан од Италија и јас ги сакам и се многу симпатична екипа. А од Италија биле тие. Да, тие се италијани. Дали би можел да ми кажеш Даниеле Масаро за која екипа има? Даниеле Масаро. Да. 1994 освојува Ај, Интер што? Тото Чекај. со која екипа? Чекај, ми звучи како од... Брат му на Ристо? Близко беше. Ми звучи како некој дел од Аргентина. Па Даниеле Масаро. Од Грција, не знам. Милан бе, Милан. Ааа! Си дај, бе, ова беше очигледно лесно прашање. Не, трик прашање, трик Да, прашање. значи не знаеш да ни набреш 5 клуба од Англија. Па не. Добро. Инаку Антонио е се уште активен и е многу активен на Инстаграм. Не знам зашто го батали стварно јутјубот. Па, не знам, изгубив мотивација. Многу, така, имаше дружба некоја интересна, па се разделија многу и... Се појавија многу шупаци со лоши емисии. Па... I'm out of here. Инстаграм поинтересно ми стана платформа, сега и ќе потенцирам и TikTok. TikTok е многу добра платформа и таму сум Си активен така... на TikTok? Па, да се речи да, јас поќе сум како поквалитетно Кој е активен. последен челендж што си го направил таму? Челендж, па Челендж. нема челенджи таму, јас одам по мое. Не, Аха, не си по така, челенџ. да. Обично македонизирам американски трендови Добро. или обратно. Можеш да го вака да ми симплифицираш Ај. или по-пластично да ми кажеш. Па малце по американски мим да речеме што ќе излези нешто и не знам на наше го правам, по наше, не знам како да го објаснам тоа. Добро, значи не си по трендовиве. Па и сум и не сум, зависи. Кога ќе те видиме со не, тој беше многу актуелен, бум, 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 ама тоа девојчиња го правеа, одено секси долно облека нешто. Тоа е било добро. Басвин таму нешто, да. Ќе сум со онакви... Еј, треба да правиме со мене. Кога ќе ме викнеш гостин во тоа TikTok? Ќе те викам гости на мојот TikTok. Се гледаме наредно на TikTok кај Антонио. Чао! Чао. Знаете ли дека викендов имаме прилично интересни надпревари во Премиер Лига? Не се треси, твоите играат. Ама Арсенал се без 100 играчи, сите африканци им се отидени на Афрички куп на нации. Тотенхем Арсенал и лондонско дерби. А во истиот викенд и реприза од финалето Лига на шампиони Сити Челси. Што ги гледаме? Тотенхем и Сити. И двете? Па добро, тоа ми се допаѓа. Не, Тотенхем и Сити ќе тепаат. Аха, тие ќе тепаат. Да. А ти одма со прогноза. Веднаш. Добро. Јове, ти си уште така оптимист како Хамба или? Па по-критични се Тотенхем дали ќе тепаат против Арсенал. Искрено би сакал, ама не знам. Крајно клучна утакмица, ако го продолжат сега Тотенхем имаат у последни 5 утакмици 3 победи, 2 нерешени. Арсенал има, мислам, низ од 5 утакмици победи, па сега има пораз и ќе сакаат да се вратат на победничките патеки. И мислам дека ќе биде баш онака ќе дадат се од себе, особено знаејќи ја позицијата на табелата на двете екипи кај се веќе отворено се отвора битката за четврто место, така да таа понеизвестна ми е од друга утакмица, така да би сакал да тепа Тотенхем, ама не сум сигурен. А ваму мислам дека Сити дека ќе ги напати Челси. Не знам зошто, ама моментално ми се најупорно. Ким врати. Нека биде да bold prediction тотално дека ќе тепаат. Ти Кире што мислиш? За Тотенхем ќе се сложам со тебе, некако ми се многу поеќе знам што мисли цел фудбалски, односно цела фудбалска сфера што мисли за Арсенал, ама искрено не гледам јак тим во нив. Тотенхем ми се поеќе во форма, мислам дека ќе добијат ова, особено со отсуствата во средина, без Парти и без Елнени и без Аубамејанг напред. Тоа можеби не значи дека тоа им се најклучните играчи, меѓутоа дефинитивно ќе им фалат. А надпреварот Сити Челси, кога беше многу поважно, тепаше Челси.
мислам дека сега му е стварно многу важно на Челси ако сака да остане во трка за Да, титулата да важно победи му е од и тој аспект. мислам дека треба да бидеме отворени за изненадување. Еве јас ќе отидам храбро дека ќе речам X2 ќе биде во корист нели на Челси како гости. Јас би сакал така да биде, ама мислам дека Челси ќе Ја мислам дека Челси ќе го папат се мабињи. Јас сум свесен за моќта на Манчестер Сити и сум предпазлив кога предвидувам против нив. И да не забораваме лошата форма на Челси. не фали влаче. Лоша форма, што знам. Фали влаче со сигурно. Да, Сигурно. слушај, Нека Челси ќе удрат. 0-4. Вака со малање по масата. Домашен терен дека ќе одрани кој да игра дома. Ти ги задржат. Тота Ти ги задржат, нема да примат гол. Бау, 5-0. Лапај си. Ги демолира. Тоа ни се двете дербија на викендот. Се надеваме дека и вие ќе гледате некои од тие утакмици, ќе ви известиме на социјалните мрежи што ќе гледаме, кога почнува и слично. А следете ги социјалните мрежи за да дознаете и како можете да добиете ваучер од нашиот малски другар Sportlife. Момци, мислам дека тука е крајот на оваа Благодарам. епизода. Фино си поминавме на ова ново место. Да. Дури и мириса различно. Кој не Да, е подалеку од да. Буковрстика. Да. Да, имаш и нешто таму. Не мириса на кебапчиња, мене ми фалат кебапчињата, ми фали храната. Имаш нешто. Нарачаме ќе Да, да. Јас избањав. До тоа е. Така. Абе си можел и сапун да стеш, не само за вода. Само со убави вести ја одјавуваме ова прва епизода од 2022. Која камера? Дечки, се гледаме, останете со скратен корнер, пишете ни во коментарите како ви се допаѓаат нашите епизоди, оваа содржина, сето она што го зборуваме и бидете добри, чекайте не секој петок 19 часот на YouTube, таму сме. Ајде, клик долу subscribe, клик и си бегаме.